Смртноста од COVID-19 во Македонија е загрижувачка затоа што здравствените власти немаат стратегија од почетокот на пандемијата, алармираат инфектолозите. Доктор Жаклина Шопова од инфективната клиника за Алфа вели дека задоцнетото тестирање на пациентите и нивното лутање од врата на врата во здравствените установи се само дел од проблемите кои ја доведоа земјата да биде на врвот на листата на земји со највисока смртност. Според доктор Шопова, протоколи за лекување има, ама нема едукација на здравствените работници од натрешноста за да ги практикуваат протоколите. Сметам за намалување на смртноста дека стварно треба да се седне и да се направи една добра анализа, да се најдат сите грешки. Нас ни недостасува и медицински персонал. Не можете вие да имате кревет. Кревет сите имаме дома. Кревет имате по хотелите, каде сакате, вие се направете во ковид центар, ама ако немате човек кој што е обучен за да може да му даде помош на пациентот, тогаш што ќе вие креветот? Ме разбирате што сакам да кажам? Затоа е битно на мапирање, затоа е битно да вие знаете со колку активни медицински работници располагате, колку од пасивните можете да ги вклучите. Колку можете, да, имаше обити се вклучени младите, секако, студентите, останатите, но сепак за тоа треба време и треба обука. Во однос на вакцинацијата, инфектологот доктор Шопова смета дека не е логична одлуката да се вакцинираат оние кои прележале ковид пред само 45 дена. Нешто што мене многу ме иритираше и бурно реагирав е изјавата на министерот дека треба да се вакцинираат и оние кои што прележале после 45 дена, ве мола. Значи, после прележување на ковид болест, вие, вашиот организам, има створено имунитет. Точно, има луѓе кои што не ствараат имунитет. Тоа е факт. Но, заради тоа, треба да постои и соодветно тестирање. Значи, повторно ни недостасува една диагностика, да, од страна на државата, каде што вие треба да направите за одредена популација, не за сите, за одредена популација, ризична, дали створила имунитет за таја да ја вакцинирате. А вие сега немавте вакцини, генерално, сакате да ги потрошите вакцините, па велите и овие што прележале после 45 дена да ги вакцинираме. За докторите особено важна е и пост-ковид терапијата, која за жал државата досега не мрдна со прст на ова поле. Затоа бараат што поскоро да бидат отворени центри за пост-ковид терапија, кои не се потребни само за пациентите, туку и за здравствените работници, кои речиси 2 години неуморно се борат со вирусот.